Почитувани медиуми, почитувани граѓани, ми представува особена чест што можам еве токму од општина Зрновци да најавам дека продолжуваме како ВМРО ДПМН со теренските активности. Денеска сме во посета на општина Зрновци, успеавме да посетиме 2 населени места, да разговараме со граѓаните, да видиме кои се предизвиците кои што имаме можност да ги подобриме, но и да слушнеме што е она што можеме да го ставиме во програмата на идниот градоначалник, актуелниот и иден кандидат господинот Борчо Коцев. Успеавме да направиме навистина одлични средби, да зборуваме за тоа што успеавме да направиме и од аспект на извршна власт. Веќе помина 1 година или точно нешто повеќе од 13 месеци да ги зборуваме за проектите, она што ги засега жителите на општина Зрновци, тоа е во делот на земјоделието, тоа е во делот на инфраструктурата, тоа е во делот на зголемените плати и на образовните работници, но и на здравствените работници. Продолжуваме со уште позасилено темпо, ги градиме темелите на промените, а веќе во општина Зрновци после овој 4-годишен успешен, многу успешен мандат на градоначалникот очекуваме веќе и втор мандат. Сигурни сме во убедлива победа во нешто што ќе значи промени за општина Зрновци, нешто што ќе значи визија за тоа како да го развиеме и нешто што ќе значи подобар живот за граѓаните. За општина Зрновци велат најмалата, ама најубавата општина во Македонија. Дали се согласувате со тоа според она што го видовте денес? Јас навистина можам да го потврдам тоа. Ова е општина која што има огромен потенцијал за развој. Мене ме радува што актуелниот градоначалник и иден градоначалник има навистина одлична визија за тоа како да развие општина Зрновци во едно ново светло, во едно светло на навистина туристичка дестинација, нешто што значи, како што и веќе напоменав, огромна и добра визија за општина Зрновци.